Знаете, некој рекол дека се може ако се сака. И е чиста вистина. Но еден човек каже уште појака вистина. Се може ако се мора. Така да, како рече Коки, сум му викал дека ако заглави, само продолжи. Ајде да сега продолжи. Ајде сега продолжи покрај вакво најава, покрај вакво славење, покрај целата таа атмосфера што Господ самиот лично ја создава со неговото присуство. И нема ништо случајно на овој свет, јас сум тоа 100% сигурен, ниту ти, ниту јас сме случајно тука, ниту сме случајно во Македонија, ниту сме случајно со тие проблеми, со тие решенија, ништо не е случајно, само треба да се препуштиме. Некој рекол, само сакај го Бог и прави што сакаш. Има голема вистина во тоа. Сакај го Бог и прави што сакаш. Љубовта дава вистинска слобода. Љубовта дава вистинско делување во самиот себе и во другите. И Маја рече, не знам дали да го кажам примеров, ама ќе го кажам, не е некој пример, а јас токму за тоа ќе зборувам. Јас ќе зборувам токму за присуството, и тоа не било кое, присуството на Бог во мојот живот, присуството на Бог во твојот живот, присуството на Бог каде што двајца или тројца се собрани во Негово име, присуството на Бог во црквата и присуството на Бог во земјата. Ако некој се сомневал за присуството на Бог, нека престане се сомнева, нека се сврти лево, десно, нека погледне право и назад, ќе го види Бог поприсутен него било кој во неговиот живот. Знаете, јас многу пати, Даниела ми вика вака, многу си досаден. Зашто наеднаш ја можам со мислите да заминам негде и станувам досаден за друштво. Наеднаш некој откровенија, некој господови работи, може би некогаш не е и тоа, некогаш се, не знам, мисли за како да утре да завршиш нековарски или било што, но повеќето знам во позитивна смисла да забегам во тие мисли што Господ спрема за мене, за црквата, што Господ има да открие за нас, како делува Господ. И верувате дека еден човек ме праша, добро, знаеш ли зошто има страдање во светот? Викам, не можам целосно да објаснам. Знаеш ли зошто му се случи на тој и тој нешто? Не знам целосно да објаснам. Па зошто си толку загреан за Бог, ми вика? Зошто го сакам. Зашто кога ќе ја доживеете Божјата љубов и кога ќе се препуштите на истата, тогаш не сте во состојба да многу прашувате. Не дека не смеете, дека нема да морате, зашто Божјата љубов ќе ви биде доволна и ќе биде откровение да можете да делувате и да ги спознавате и другите работи. Некогаш се чувствувам како недокажан. И си викам, па добро и така треба. Само недокажаниот е вреден за следење. Ова не го мислам за мене, али го мислам за Божите длабочини во нас и во самиот Него. Ако се објашнеше во христијанството на теолошко школа, во црква, христијанството ќе немаше да биде доследно за следење. Зашто ќе научевме се многу брзо. Како што е навидум со сите други ствари кои пробуваат да ни дават слобода, а не можат да испорачаат. Го разбираме овој дел? Господ е неистражлив. И во сетата неистражливост нас ни дал проникливост да истражуваме и подлабоко додиме. И верувате дека само што ќе слушнам некоја проповед од нашите браќа Никола, Зоран, кои се други тука сите, Тони, Вики, да не бидам пак со дискриминација, само машки да ги спомнувам, али секој што ќе ви текне што сте го слушале, Лидија, Мита и секој еден што, спомнете си, секој еден што ви проповедал лично на вас и ви донел откровение за некој нешто. Само што мислам дека, колку беше јако ова што го кажа. Господ има и повеќе преку некој друг. И јас верувам дека тие Божи длабочини не се само за некој што се одважил да застане напред и да каже нешто. Тие Божи длабочини се за некој што навистински му гори срцето за Бог. Зашто за секој го е, но не секој гори.
И јас повикувам да влезете во огнот што постојано гори. Ние не треба да палиме огнови наново. Огнот што Светиот Дух го запали во тебе, во мене, кога ти приде и ти рече, јас сум твојот Бог и твој Спасител. Лично и персонално. Ова само сакав да го напоменам. Можете да забегувате со мислите и да станете досадни, но не смеете да одите предалеку, зашто вашата отсутност може да ве кошта. Пред жената, посебно пред жената, вашата отсутност може да ве кошта. Така да имајте баланс во оно што го правите. Океј? Да се нашалиме малку, иако секогаш вистината е пола-пола. Тоа шалата е пола-пола. Николче пееше последната песна за присуство, за Божјото присуство во нашиот живот. Маја кажа дека го чувствува присуството, иако не ги гледа присутни. Знаете што рече Маја? Не само по тоа што гледа што прават они специфично, растураат книги, гитара несредена. Го чувствува, го мириса нивното присуство. И јас верувам дека на таков начин човек го чувствува, го доживува и го согледува Божјото присуство во нашиот живот, кој во Стариот Завет имало име. И Исус се ставил на тоа име и највеќе му замериле. И тука негде ќе се задржиме. Во Матеј 18 глава 20 стих. Исус почнува, таман добива слава, величање, веќе сакаат и да го грабнат на сила да го стават цар, зашто они така поимаат што значи Месија и цар. Евреите толку го развонниле поимот за Месија, што станало веќе одвратно, зашто секој нареден цар они мислеле дека е Месија. Зошто? Зашто ќе ги избави од римјаните. Пред тоа од грците, од персијците, од египјаните и од сите други. Но некој, како кој беше меѓу последните пророци? Малахија. Некој очекувал нешто повеќе. Пророците очекувале и пророкувале, проповедале за нешто поголемо. Месија што нема да ги избави само од гревот на римјаните, него од нивниот личен грев. И нема да бидат само евреите обслужени, послужени со таа вистина, ќе биде целиот свет. Така да го развонниле до тој дел што имало Иродова секта, која мислеле дека Ирод е Месијата. Човекот немаше нешто лошо што не го направи. А они, како и нашите секти, кои мислат дека некој политичар или не знам каков гуру ќе биде Месијата и Спасителот на светот или на својот народ, правиме доктрини и го ставаме Христос во некој друг план, а не во преден план. И така да не го развонуваме она што Христос го исполни. Видете, Христос ја исполни сета символика на Стариот Завет. Тоа кажува повеќе од се. Христос ја исполни сета символика на античкото време, на персиското верување за работите. Некој кажал дека сите филозофии се спојуваат во Христос. Зашто Христос ги надмина еден и единствен. И ќе видиме баш, ќе зборуваме за тоа. И што пишува во Матеј 18 глава коки? Зашто каде што се двајца или тројца собрани во мое име, таму сум и јас меѓу нив. Знаете ли што значеше за учениците и за евреите овој збор? Рабините во тоа време, луѓето што верувале во единствениот Бог, Јахве, кога се собирале двајца или тројца, они верувале дека врз нив паѓа шехина. Посебно Божјо присуство ги посетува и они се почестени со тоа. И Исус им кажува, кога двајца и тројца, но овој пат не само рабини, зашто не се обраќа на рабини,
Собраќа на риболовци пред се, што се барале на која секта во тој момент да припаднат. На кој пророк да го слушнат. Или ќе одат со фарисеите и ќе се мачат со законот, или ќе одат со садукеите на брзина ќе се изморат од нивното, ако можам да кажам, развратништво во служењето во храмот, или ќе оделе со другата група на како се викаше, на А буквата. Не ми текнува што оделе во пустината, бегајки од сетиот овој разврат што се случува, но исто тие запаѓале во една лага каде што целата нивна проповед била апокалиптична, зашто не можеле да го истрпат целиот терор на римјаните, на Ирод и на целото општество што се случувало. И затоа бегале. И ако гледаме историски, Јован, Андреј биле едни од тие што постојано го посетувале. Првен тие аскети ги посетувале, затоа на едно место викаат огин да повикаме. Зашто биле научени на апокалиптични нешта. Биле научени да чекаат крај, огин да падне, се да изгори. И они викаат, огин да повикаме одма, Господе. Полека. До сега може бевте негде и тој дух владееше со вас, но сега сте со мене и не сте од тој дух. Сега не сте од тој дух. Сега можеме, но не сакаме да праќаме огин одма врз луѓето. Освен ако не е огинот на Светиот Дух, на кого сите ние го препорачуваме. Како што кажува Павле, дури и самите се препорачуваме. И така да, Исус им зборува сега и го појачува откровението, и не одзема цела ексклузива на рабините, најнаш не стануваат само рабините ексклузивни. Најнаш станува секој еден ексклузивен со Божјото присуство. И Исус се нарекува Шехина. Јас сум сега Шехина во вашиот живот. Кога двајца или тројца ќе се соберат во моje име, моето присуство е тука до вас и помеѓу вас. Исус оди понатамо, кога читам Откровение и обраќањето до црквите, мислам дека до црквата во Филаделфија, кажува, јас тропам на секое срце и кој ќе отвори, јас ќе вечерам со него. Ете го пак Божјото присуство кое се нуди на секој еден меѓу нас. Господ се нуди на секој еден од нас. Знаејќи го, запознавајќи го или не познавајќи го. Филаделфија е црква која го познавала Исус и он им вика, ви чукам на вашето срце, зашто понекогаш многу нешта работи прават да го затвориме за момент нашето срце. Исус мора да чукне повторно и да каже, тука сум. И ако ме пуштите, јас имам гозба со вас, што во тоа време била голема символика. Гозбата представувала голема символика дека Божјото присуство во целост е тука помеѓу нас. Така да, Исус е Божјата Шехина. Не бев убеден целосно, али ми се вртеа вакви мисли. Нема подобра порака од оваа порака за денес. И кога ја слушнав Маја, и кога ја слушнав последната песна, што прв пат ја слушам искрено, ми се потврди дека да, оваа порака и Маја да продолжеше да збори ќе беше доволна. Но ќе беше порака за присуството Божјо во нашиот живот. Амин. Пред да продолжиме натаму, ова е како имате CD и нели секогаш, освен тие планирани песни, сакате уште 2 бонус песни, така да исто така Маја даде голем акцент за молитвата, а јас синоќа силно размислував или силно Господ ми даваше некои зборови околу молитвата и сакам да ги прочитам, што исто така се од голема важност за нашето присуство. Зошто?
препознавајќи го присуството на Бог во нашиот живот, нашите молитви ќе успеваат, зашто знаеме на кого се обраќаме. И тоа ще знаеме на што да кажеме амин. И сум пишал, проблемот со молитвата е што се фокусираме на проблемот, а не на Исус. Нашиот проблем, мојот проблем, кога го имате со молитвата, е најверојатно во фокусот. Каде е нашиот фокус? Дали е во оној што го има решението? Дали е во оној што потполно ме разбира мене и тебе? Или е во проблемот што и ние доволно не го разбираме? Ани па он има шанса нас да не разбере. Така да, проблемот во молитвата е во фокусот наш. Дали е во Христос или е во проблемот? Не мора да е тоа проблем од апокалиптични размери во нашиот живот. Тоа може дека работа што треба да се заврши и да ни донесе радост во нашиот живот за некое време. Но и тогаш, нашите проблеми се повеќе слојни. Но исто така и нашите благослови се повеќе слојни. Што значи тоа повеќе слојни? Ние имаме проблеми со општеството, со државата, имаме проблеми со мажот, со жената, со децата, но имаме и внатрешни проблеми, што понекогаш знаат да не јадат однатре и да се изрази нанадвор. Така да тие се повеќе слојни, но и благословите што доаѓаат се повеќе слојни. Што значи тоа повеќе слојни? Не се само да се манифестираат во духовното и на небесното и ние секогаш со суперлатив да збориме за нив, но никогаш да не ги видиме меѓу нас. Напротив, секогаш да ги повикуваме да се манифестираат. И мислам дека имам пишано тука негде дека присуство значи и манифестација. Нешто кога е присутно, тоа мора да се манифестира. И ќе видиме и на какви начини Христос се манифестира во нашиот живот. И уште едно за молитвата. Тешко ние се молиме за другите. Се до моментот кога Господ ќе посочи нешто кон нас. Тешко ни е да прифатиме дека и нас ни треба промени, бидејќи сме се убедиле дека сме 100% во право во таа ситуација. И тогаш ние имаме проблем да продолжиме да се молиме за тој до нас. За тој што не ти, не јас, не некој, не пасторот, Господ ти го ставил во твојата мисли и во твоето срце да се молиш за него. Зашто Господ работи не половично. Господ работи темелно 100%. Што значи тоа? Во молитвата за братот ќе излезеш и ти посилен. Да не го кочиме процесот на молитвата во нашиот живот. Амин. Лично ние за нас. Ако ова си го надминал, охрабрува и други слободно. Тргни го притисокот од тебе, дека се зависи од тебе и ќе почнеш да правиш работи што од тебе зависат. Притисокот знае да го закочи човек во една позиција, да го стави дека леле колку работи зависат од мене, а не е секогаш така, но од друга страна да го парализира, да не може да посегне по некоја работа што вистински зависи од него и он лично треба да ја направи. Затоа Исус вика, јас сум благ. Имам благ притисок во самите вас. Мене земете ме. Тргнете го притисокот на општеството. Тргнете го притисокот на роднините. Тргнете го притисокот дури и на црквата. Црквата сакајќи и не сакајќи. Како собир на луѓе. Помалку верни, повеќе верни, многу верни. Знае да направи притисок врз самите нас. И земи го јаремот и притисокот на Христос.
кој е благ за носење. И тогаш ќе правиш работи без тежина што вистински зависат од тебе, што вистински ти треба да ги исполниш. Исус, Божјата шехина во нашиот живот се манифестира на повеќе начини. Одиме во Јован 4 глава, коки, и негде таму ќе останеме околу Јован. Јован кој силно го доживеал Божјото присуство, кој толку многу се опуштил, што во овој временски период или интервал може да биде малку чудно, легнувал, буквално легнувал на градите на Исус. И ја ве повикувам да имате такво општење, да се замислувате како вие, она што Коки зборуваше за замислување, за фантазијата, да ја отворите фантазијата, како вие сте љубениот ученик на Христос, кој легнува на неговите гради да го слушне тактот на неговото срце. Овдека Исус се манифестира или се објавува како жива вода. Нешто толку познато во еврејската култура. Толку ценети, толку славни биле тие кладенци што ги правеле нивните предци, Јаков, Исак. Во еврејската култура имало концепт за жива вода. Но тоа било само сиромашен концепт на некоја традиција која останала од колено на колено, каде што ако правиш ова и ова, она што го оставиле нашите предци, нашите татковци, ти ќе бидеш благословен, тоа благословен до 7 колено, и така било. Преку законот луѓето биле благословени, но било само преку законот. И толку. И овдека придува на Самарјанка. Во тоа време евреите, самарјаните ги нарекувале со еден многу погрден збор кучиња. Замислете ја состојбата на Самарјанката. Ајде вака ќе направиме една длабока анализа на состојбата и на личноста оваа жена на Самарјанката. Доаѓа од Самарија и придува евреи. Имале длабок конфликт самарјаните и евреите. И тоа не е толку важно. Исус и тоа го средува, ама не е толку важно. Самарјанка која 5 мажи имала до сега, била отпуштена од 5 мажи, зашто во тоа време традицијата дозволувала мажот да ја отпушти жената. И била повредувана 5 пати со тоа што најверојатно не ли биле дадени на разводна книга. Затоа Исус го прашуваат такво прашање. Што правиме со Мојсеевиот закон, што ни вика да се разведеме само со разводни книги. А евреите не им давале некогаш разводни книги на жените. Значи, доживеала 5 пати да и се руши сонот што можеби го имала од девојче. Да биде почитувана сопруга на стабилен маж до неа, така? Но овдека живее во еден машки свет, во времето каде што машкото било пред се тоа што се слушало неговиот глас. 5 пати и се уморила, 6-тиот него зелен за маж. Така пишува. 6-тиот Исус си вика, знам, право збориш, тој не ти е маж. Сигурно не сакала да поминува уштенна Голгота. Разбираме овој дел? Сигурно си рекла, со тебе ќе одиме вака. И ева, секој ден, јас размислувам вака, човек што е разочаран, секој ден бара извор на жива вода, да може да се напие и тој извор да ги заборави претходните работи, тој извор да ја помогне да се надмине себе си, да го надмине општеството и да може да речи, сега сум слободен и можам да шетам слободно. Пишува дека никој немало покрај изворот. Зошто пишува? За да го кажат,
очајот во која живеела. Сигурно жената бирала кое време да оди за да не ги слуша уговарањата за 5 мажи. И еве и придува маж, евреј. Некој што не смеело да и приде. Кога виделе учениците, они се стрчале. Шо при учителов? Знае ли он свесен ли е? Го познава ли доволно законот? Знае ли ние колку сме раскарани со самарјаните? Знаат ли дека они пред долги години се преправија во фарисеи и ни фрлија коски и го сквернаа храмот? Тоа било главната капка што самарјаните ме направили на евреите. Освен што имале теолошки разбирања за тоа кај треба да се молат на Отецот. Но Исус знаел што прави. Исус знаел дека ова срце, иако не покажува, зашто се научило да не покажува, грубоста на општеството, на она што се поминува низ текот на животот, ќе ве научи да бидете луѓе што нема да покажувате. Зошто? За да се само одбраните. Ако некој нема да ве одбрани, тоа ќе мора да научите вие сами да се одбраните. И ќе видиме како, усвари, самарјанката го одбегнува Исус. Иако Исус сака да ја донесе нова свежина, нова жива вода во незиниот живот. Требаше да помине околу Самарија и така дојде во самарискиот град наречен Сихар, во близина земјиштето што Јаков му го даде на својот син Јосиф. Таму беше Јакововиот кладенец. Изморен од патот седеше крај кладенецот, така крај кладенецот, а беше околу 6 час. Дојде една жена од Самарија за да нацрпи вода. Исус и рече: "Дај да се напијам." Неговите ученици беа отишле во градот да купат храна. Самарјанката му рече: "Како ти, евреин?" Евеа болката на самарјанката, првата болка на самарјанката. Како ти, евреин, бараш од мене самарјанка да пиеш? Имено, евреите не општаја со самарјаните. Исус одговори велејќи: "Ако знаеш за Божиот дар и кој е оној што ти вели, дај да се напијам, ти ќе побараш од него и тој ќе ти даде жива вода." Исус за прв пат овдека му пукнал филмот и кажал кој е. Јас сум Месијата. До тогаш правев во тајност некои работи правеше. Мајка му, учениците го тераа: "Ајде Исусе, кажи се кој си, тука си веќе готово, треба да одиме Јерусалим, не чека престолот." Исус полека малку, calm down. И овдека насамо, не на некој филозоф, не на некој книжевник научен во законот, не на некој што ја разбирал целата ескатологија, но се открива. И се открива на самарјанка, на нечесна самарјанка што била отфрлена од општеството во тоа време. Исус во одговорот и рече, но жена му одговори: "Нема со што да нацрпиш, Господине, а и кладенецов е длабок." Не разбирајќи во што збори. И нема да го читаме цело. Исус во одговор и рече: "Секој кој пие од оваа вода, пак ќе биде жеден, а кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема да биде жеден довека, туку водата што ќе му ја дадам ќе стане во него извор на вода која извира во вечен живот." Вау! Жената му рече: "Господине, дај ми од таа вода за да не оженнам и да не доаѓам овде да црпам. Дај ми од таа вода донесам дома да не ме тераат пак да дојдам да црпам и да не мора да ги трпам одејќи на кај изворот постојано критиките, погледите со осуда." Јас ја разбирам потполно оваа жена. Ги разбирам потполно и евреите и самарјаните кога му се налутиле на Исус. Но не ги оправдувам под снежните делувања. Ги разбирам зашто некој што ја разбира толку символиката за жива вода, за виното што значи, за што се очекуваат, некој што се темело неговото учење на тоа, Исус иде и им вика: "Јас сето ова е во мене." Тоа е шок. Тоа е шок за многумина и сега. Али од кога се кажуваш дека го познаваш добро писмото, од кога се кажуваш дека го познаваш добро закон,
Ти треба да истражиш и не смееш да останеш во истото. Кој ќе најди го 12 стих? Да, истото, 12, само врати. Зар си ти поголем од нашиот татко Јаков, кој ни го даде кладенецов? Тој самиот пиеше од него и неговите синови и неговиот добиток. Јас знам дека меѓу нас, во црквите зборам, во светот посебно, има една мала осуда према оние луѓе кои пристапуваат на Божјото стадо, значи во царство, но некогаш стадо, и нас не исмејуваат, ако можам да кажам за кратко, за тоа дека имаме синдром на стадо. Зашто ние без стадо наводно не можеме. Ако го разбираме израелскиот концепт на стадо. Зошто го прочитав овој? Зашто пишува од истиот кладенец пиеле и они и добитокот. Во истата куќа живееле и они и добитокот. И ако го разбираме тој концепт израелски, каде што овците биле еднаков член од фамилијата и живееле заедно со нив, ќе знаеле точно Исус за што зборува. И тогаш нема да имаме синдром на стадо, него ќе знаеме дека имаме фамилија. Овој дел е битен зашто знам, јасно зборував со многу луѓе, да, вас ви фали стадо, вас мора некој да ве носи, вие инаку не би знаеле каде одите. Не, ние имаме фамилија и знаеме точно каде одиме и на кого припаѓаме. Најде кој 42, оди на 42, зашто целата приказна не е таа суштината да ја објаснуваме до детал, ќе ви го објасни Светиот Дух тоа дома, вие лично ќе си читате. А на жената и велеа: сега не веруваме поради твоето кажување, зашто самите чувме и знаеме дека овој е навистина Спасителот на светот. Моето срце, едно од копнежите на моето срце, е да имам джакузи, кој ќе направиме куќата. Не повеќе од коки. Да, најверојатно поголема желата на коки да има, ли ќе го викам да уживаме заедно, мала шала, но една од поголемите мои желби во моето срце е луѓето да го доживеат ова, да дојдат и да кажат: не од твојата проповед, не од тоа што пред 2 години некој ми сподели, него сега јас лично видов и увидов дека Исус е мојот личен спасител. Ние сите имаме моменти каде што некој некого донел до нешто. Но реакцијата на самарјаните е феноменална. Сега не веруваме само поради твоето кажување. Самарјанката до толку изуживала во живата вода, што Исус веќе ја давал додека зборувал со неа, што немала што друго да направи, освен што се стрчала и да каже на сите. И интересно е што, знаете, кога човек е повреден и кога на човек што не очекува, ќе му се каже нешто со голема надеж, или ќе му се вети нешто со голема надеж, он се прави како да не слушна. И оваа самарјанка на неколку пати се прави како да не слуша и да не сваќа што Исус изборува и дава банални прашања. Исус избори: ти го решавам натрешниот проблем. Знам која си и не те осудувам. Напротив, ќе ти дадам жива вода што ќе бидеш и ти самата непресушен извор. А она го прашува: каде е поточно да се молиме? На Герасим или на Сион? Она зашто го знаете, он е нелагоден чин кога некој ќе ти понуди нешто многу јако и твоето срце толку се разигрува во моментот, но ти не сакаш да покажеш слабост и дури тресеш зелени, а уствари во себе си викаш: повтори го уште еднаш, повтори го уште еднаш. Повтори ја уште еднаш таа вистина за мене. Вау.
Така да, Исус овдека реши неколку проблеми на жената со еден разговор. Дискриминацијски сум пишал, зашто како маж и пристапи на жена и кажа дека, иако некој ја дискриминирал, јас лично не те дискриминирам. Ти си моја возлюбена ќерка. Многу сакам да го кажам возлюбен син, но ти си моја, во овој случај, возлюбена ќерка. Втор проблем, ова се морам убаво да го прочитам, везно. Културолошки. Мала утка може да донесе скроз друга поента и ништо да не испадне од проповед. Но културолошкиот проблем што постоел меѓу евреите и самарјаните. Друг, гревовен. Исус си посочува, но не ја осудува. И го дава решението. И на крај, кој? Религиски. Што и кажува? Види, помина времето кога се препиравте каде ќе го славите Бог, вашиот татко. Сега доаѓа време и веќе е дојдено. Тоа се нису зборови. Кога ќе го славите во дух и вистина. Во вода и во леб, символички. Водата е духот, а лебот е вистината, мудроста, премудроста Божја. Што е второ нешто што Христос се манифестира кога е наша шехина во нашиот живот, кога доаѓа во наше присуство. А тоа е лебот. И може би само случајно денеска ќе земеме Господова вечера и се овие зборови. Исус понатаму оди колки во 6 глава кажува, јас сум лебот на животот. Овдека Исус беше во врвот на славата. Се враќа во Капернаум, каде што е запишано дека е неговиот дом. Ние сме Капернаум од сега на Светиот Дух, а во тоа време Капернаум е запишан како домот на Христос. Иако беше роден во Витлеем, израснат во Назарет, пишува зашто таму највеќе му одеше. И тука во врвот на славата учениците се веќе во еуфорија, забораваат се што научија од Јован Крстителот, забораваат се што есенците, што научија од сенците во пустината, забораваат од секако малтретирање на фарисеите и седукеите и викаат, ова изјава на Петар, каде да одиме, Господе? Ти ја имаш вистината, ти го имаш лебот за нашиот живот. Каде да одиме? Пак да се враќаме со Јован? Пак да бараме други учители? Така да, Исус им вика 48 до 56. Јас сум лебот на животот. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. Ова е лебот што слегува од небото, па секој може да го јаде и да не умре. Јас сум живиот леб што слезе од небото. Ако некој јаде од овој леб, ќе живее довека, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. Евреите повторно почнаа да се препираат меѓу себе велејќи како може овој да ни го даде своето тело да го јадеме. Ги разбирам, не разбираат. Наеднаш Исус, кој видоа чуда и знаци, само пред тоа одеше по вода. Само пред тоа од 5 лева направи 5000 да јадат и останаа уште многу корпи. Исус веќе почна да ја руши символиката на тоа дека лебот е благословот и дека ако има леб ќе биде благословен и дека ако има вино на трпезата ќе биде благословена целата година и младоженците. И кажува, време дојде да знаете вистината, дека јас сум лебот и сум подобар леб, подобра вистина од онаа што Мојсей ви ја кажуваше во пустината. Колку и да беше добра и колку и да заслужи славење во тоа време, јас сум големата вистина за вас. Јас сум лебот кој ќе ме јадете, јас сум лебот кој ќе ме читате, јас сум лебот од кој ќе уживате, јас сум лебот од кој секогаш ќе бидете заситени. Затоа земете го лебот на вашиот живот. Учите од Словото, учите за Словото. Бидете втемелени во вистината на Христос. Овдека
Тогаш Исус им рече: вистина, вистина ви велам, ако не го јадете телото на Синот човеков, ова е веќе фанатизам. Овдека веќе кубат коси во Капернаум, не знаат што да направат. Најнаш од најславен почнуваат да зборуваат: па нели беше овој дрводелецот на Јосиф и на Марија? Сега, он ќе ни кажува дека него треба да го јадеме, он ќе ни кажува дека е левот, па знаеме како се играше, знаеме со кал дека се играше, колку не прашуваше, му помагавме за дрвата, сите тие работи сигурно се увртеле. Знам јас како е кога јас ќе кажам на некој што работам во моментот: чекај, ти не заврши физкултурно, работеше водовод, нешто там. Тоа е обичното прашање на секој човек. И евреите го имале истото прашање: па нели е овој што го познававме? Овдека сомнеш имаат и самите учители, зашто е тешко слово. Зашто точно знаеле што значи символиката во тоа време на лебот. Лебот или храната небесна била Божјата вистина во тоа време. Вистината за се што постои, за смислата на постоењето и како да се постои. Не треба да ја најдеме само смислата на постоењето, па што? Него треба да научиме како се постои. Што тоа значи да се постои. Затоа многу пати од оваа говорница, од многу говорници слушнете да научиме да живееме, па не живееме, да научиме да живееме во буквална смисла на зборот живеј. Живеј го. Живеј за аплауза. Таа вистина е логосот кој се всели во нас. Тука Јован не измислува топла вода. Век пред тоа, грците почнуваат да го гаат концептот на логос. Дека зборот е тој што е измеѓу нас и Бог. Но немаат објаснување на целата вистина дека тој треба да се отелотвори и да биде во нас, да дојде полн со благодат и вистина. И затоа Јован, обраќа им се пред се на грци, кажува: он е логосот кој се всели во нас, полн со благодат и со вистина. Зборот шехина, рабините го употребувале на местото на благодат. Мене тоа ме учи дека Божјата благодат не е само апсолутна добрина што ќе ја доживееш од Бог, него е и лично негово присуство во твојот и во мојот живот. Дали можеме ние да бидеме шехина за некого? Амин, можеме. Светиот Дух живее во тебе и ти го носиш Божјото присуство со тебе каде и да одиш. И кога си свесен, и кога не свесен. Подобро за нас да бидеме свесни. За Бог не станува збор. Он е свесен. Така да лебот е Божјата вистина, апсолутната вистина што се всели во нас. Логосот кој зеде тело, зборот кој не остана само на збор. Ти остануваш само на зборови. Бог не останува само на зборови. И на крај се манифестира во вино или во вечниот благослов што ние христијаните, ние христоликите го имаме во Него. Јас морам да потенцирам дека во Него, за да можеме да направиме разлика што значи благослов, што значи снаоѓање во светот, што значи делување во светот. Сонцето грее за неверните и за верните. Така да мора да препознаваме благодата и благословот и во неверните. Зошто? Па како ќе им покажеме дека Бог е добар? Ако не со тоа што го прави во нивниот живот. Вау. Јован 15 глава, коки, и тука не ќе завршим. Виното беше символ на радост и символ дека ќе дојде времето на спасение.
Виното беше символ и уште е символ на крвта која беше пролеана за наш благослов, за наше исцеление. Јас верувам, и Маја тоа го кажа на почетокот, колку ми го шепна на увце, а ја од дома веќе го знаев, го размислував, дека денеска има момент. Денеска има секогаш, него денеска на службата има момент на исцеление. И тоа неколку слојно исцеление. Зашто неколку слојни се нашите повреди. И бараат неколку слоен благослов од Господ. Така да тоа што ќе го направиме на крајот е, ќе имаме Господова вечера и каде што се двајца или тројца. Така да по двајца и по тројца, уренно, со маски, но со сила во духот, можеме да се молиме еден за друг. Еден за друг. За да покажеме и докажеме на самите нас и на тој до тебе, дека да, Христос е Божја шехина и во мојот живот, и во оваа црква. Амин. Јас сум вистинската лоза, а мојот татко е лозарот. Тој ја отстранува секоја лозинка од мене што не дава плод, а ја обрежува секоја што дава плод, за да даде повеќе род. Вие сте веќе чисти заради Словото кое ви го зборува. Самото Слово Христово нас не очистува и тоа е вистина. Јас сум сигурен и убеден дека човек после вакво Слово, после читање на Библија, дека останува истиот. Само се тегави уште. Само уште се тегне, знаете како као гума кога не сака некој да го фати, ама веќе тука е. Сте фаќале риби со раце? Јас неколку пати. Јас не сум рибар. Немам добро мислење за рибарите. Имам одлично. Не сватите погрешно, шала малку. Не сум, али понекогаш сум пробувал во детството да фаќам риба и знам како се лиска. И така ние кога ќе се соочиме со вистината, што е да и амин за нас луѓе, не е наметната вистина за некој да си го исполни собственото его со тоа што научил нешто, па ајде сега ќе ви го раскаже. Зашто Светиот Дух делува исто како во Петар, во Павле, во Јаков и во сите други во вас. Тегавејќи се, сепак Господ ќе награбни, ќе рече ти си мој. Останете во мене и јас во вас, како што лозинката не може да роди плод самата од себе, ако не остане на лозата, така ни вие, ако не останете во мене. Јас појасна порака, дека треба да останеме во Божјото присуство, не сум слушнал од ова. И не иде од никој друг. Иде од Исус. Вау! Кое ветување, која порака. Останете си во свесноста дека сте во моето присуство и дека јас сум во вашето. И ќе давате плодови, како што пишува Мојсей, и вашето вино ќе раѓа. Таму што беше друго, вашето грло ќе се множи. Знаете, во Стариот Завет не било толку, видете ја деструктивноста понекогаш на Стариот Завет. Многу го сакам, дефинитивно. Но, кога ќе развониш нешто, оно што го зборав на почетокот, и ќе очекуваш само некои благослови што се провизорни, што не удираат длабоко во твоето постоење, и ти не можеш поинаку, освен да размислуваш не дали ќе имаме вино и ќе бидеме благословени, него што ако немаме вино и не сме благословени. Затоа Исус доаѓа како вино, како лек за нашата душа преку Евхаристијата или Господовата вечера, каде што вика, кога го зимате ова, го зимате во мое име, и сте цврсто убедени дека она што го правите, знаете што правите и дека од тоа ќе бидете благословени, зашто сте во моето присуство и јас во вашето присуство.